Еве таа сабота која сите ја озборуваат 13:30 часот. Некој готви ручек, ќе му дојдат роднини на гости, некој излегол кафе шема да фати, некој уште не станал мамурлија е, а ние овдека денеска сме во емисијата на ЕВН Македонија, големото наградно извлекување Среќно поле. Ево овде што го гледате. Минатата емисија некој бил редовен плаќач, редовен корисник на електрична енергија и платил електрична енергија во рок. На два начини може да се плати. Ако направите траен налог, значи да не се туркате во редовите, и ако плаќате електрична енергија во рок на начин кој вие ќе го одберете. Дали внучето ќе го пратите да плати, дали сопругата, дали вие, но ќе си чекате ред, но сепак сите плаќаме во рок електрична енергија. Тројца извлековме, а тие тројца еве ги десно од мене. Добар ви ден. Добар ден за господинот Милош Савовски, Перо Кржевски и Стојан Трошански. Вие сте, гледам, корисници на електрична енергија. Вие плаќате со траен налог, господине Кржевски, така? Како се одлучивте, дали ви е полесно така? Нели? Полесно, нема трчкарење, нема чекање, нема во сандачето проверување. Па дали дошло, не дошло. Така, поштара дали затворил добро или не. Господинот Савовски, вие сте тука присутни со вашето внуче, така? Да. Како така? Значи внучето бездедно нигде? Не, толку е привржено да само на училиште кога оди, тогаш мора да бидеме разделени. Значи здраво и за Михел. Михел, дај ми те да пукне. Спортист на годината. Да. Вака, ние овде ке разговараме за енергетска ефикасност. Знаете дека денеска вие можете да освоите максимум ваучер од 100.000 денари за за енергетско ефикасни апарати, кои што можете да го искористите. Вие штедите електричната енергија по дома? Секако. Да. Секако. Како е штеди? Знаете за електрични апарати дека можете да побарате сертификат и на него знаете какви букви све може да има. Значи, треба да побарате да има А, тоа е А, прва класа. Да. Б, С, Д, Е, Ф и Г. Мислам, Г, под сознака Г, тоа не треба да го имате по дома, тоа не би сакале да имате сознака Г по дома. Електричен апарат, тој е расипокучник. Расипокучник, тој треба да му давате пари за такси во школа кога ќе тргне. Тој ќе ви се шета по боксерици по дома, значи под Г. Тој со Г ше никак. Со Г, така. Не значи исто така, ако отидете да купите машина за перење, дали имате машина за перење која е енергетски ефикасна и која на неа има едно А? Знаете дека треба да има едно А? Може да има А, значи 3А може да има. Тоа значи дека штеди електрична енергија, вода и не ја загадува електричната, не ја загадува околината, животната средина. А како, на пример, ќе го знаете тоа кога ќе отидете? Значи, како бираш електричен апарат? Кога ќе отидеш во комисион? Вака, во зависност од тоа и цената кажува доста за апаратот, доколку е поскап, значи нуди подобри перформанси, да речеме сега. Да, какви перформанси? Економичност, да. Најбитно е и не само за мене, и за секој друг граѓанин нормално кога купува апарат да биде економичен. Па така бе, братче, ама тој не се пријавува, знаеш, електричниот апарат. Вака те гледа ти кој да го купиш. Тој да крене два прста, не сигурно. Значи треба побараме сертификат, треба да има 3 плюсчиња. Знаете дека треба да има 3 плюсчиња? Значи секој апарат не се купува. Нормално тоа како кога се жениш, ти сигурно претпоставам да се жени, така? Се уште е рано, но се ближи тоа. Како кога се жениш, ја купуваш било која, одиш и добре, дајте ми една жена. Ја земаш жената и носиш. Не треба додиш и да прашаш, дајте ми факва жена, да не троши многу, да не излегува сама. Така да и енергетско ефикасните апарати треба да имаат плюс. Значи секогаш е добро да сме во плюс, нели? Така. Во плюс да сме салдо сметка, во плюс да имаме не знам, дома за еден и во плюс да имаме што повеќе плюсеви на нашите енергетско ефикасни апарати, само да не сме во плюс со килажа. Така. Тоа е најбитно. Значи, вие играте прв, знаете дека можете да освоите ваучер од 6 до 100.000 денари кој што ќе го искористите за купување енергетско ефикасни апарати. Повелете, стапнете на вашето среќно поле, заедно со Михел играме денеска. Да. Повелете. Еве вашата среќна плочка. Благодарам. Ајде да видиме. Чекај, Михел, сконцентрира се убаво. Смисли што ќе купиш? Да. Да, смислено? Ајде. А со дедо се договоривте?
Знаел што ќе си купи. Но давно тоа и без да беше и да не беше он знае што треба да си купи. Знам каде му е типар, ајде. Не, еднаш, само еднаш. Ајде да видиме. Ама ја ќе бидам после. Не, еднаш само еднаш се фрла. Ајде. Дедо заедно. Или сам ти. Ајде со дедо заедно. Како сакаш, ајде Мики. Ајде. Ајде, Овака, ајде. Опа. 12.000 денари. Така, одлично, браво Мики. Како уште едно. Готово. Како не свети, еве го трепка како. Ајде. Па не свети, тоа штеди електрична енергија, гледаш како Не, имаме. готово, ајде. Ајде повелете на вашето место, значи господин Савовски освои ваучер, вредносен ваучер од 12.000 денари, повелете да застанете си. Што се договорите сега, што ќе купиме? Што ќе купиме? Ајде, кажи. Папагал? Па папагал е добро да купиш. Папагалот штеди електрична енергија. А кажи како папагал ќе купиш? Папагал со многу долг копаш. Папагал со многу долг копаш. Тоа е уште подобро енергетски ефикасен. Браво. Заборавив пред малку, извинете ме, да ја представам нашата жири комисија. Нашата жири комисија која што е составена од нотар, представник од ЕВН Македонија и представник од Публицис, тие ќе се грижат за регуларноста на ова извлекување. А ние одиме со вториот учесник за вечерва, за господинот Перо Кржевски. Вие си направите ладна траен налог, трајно си плаќате во рок секогаш. Вечито. Така? Браво. Вие сте од Скопје исто така, повелете? Повелете на вашето среќно поле. Господинот Перо Кржевски ни доаѓа исто така од Скопје, ни рече дека по потекло сте од Прилеп, првата пушка. Тоа се расправавме јас дека од Куманово тоа од Прилеп кај пукнала првата пушка. Како беше во Куманово што пукнала? Чифте, Ловџиско. Ловџиско. Тие по забава отишло. По забава, да. Ајде да видиме. Значи сконцентрирате се убаво. Гледате кај се стои денар во средина. Многу близко бев. Каква лесна рака. Значи не е многу концентрација, нема рецепт тука. Браво. Повелете на вашето место, господинот Кржевски освои 30.000 денари вредносен ваучер. Повеќе од тебе, Миха. Повеќе од тебе. Ама тој ќе купи поголем папагал со уште подолга опашка. Да. Па гледаш? Да. Па после ќе ги тркате кој побрзо лет. Два папагала. Или кој повеќе зборува. Два папагала. Па не, па после ќе си ги проверите кој. Имам повеќе од сите пари, а ми се падна. Што ти се падна 12? Супер. Михај, Дедо ќе додаде. Да, Па дедо зошто е тука? па како, нели рече конј ќе купиш шо? А 100.000 да освоише што да купи конј? Со што поголема опашка? Ама што ќе ти е конј кога не зборува? Конјот не зборува. Папагалот барем не зборува. Конјот. Значи вака. Имаме 20 играчи, одиме со третиот Стојан Трошански од Скопје. Сушност беше извлечен твојот дедо од Ропотово, село Ропотово. Така, да се представам, јас сум Стојан Трошански, поздрав до тебе, Саши, и до гледачите на македонската телевизија. Јас сум од Скопје, магистрант по меѓународно право, па еве го застапам мојот дедо. Тој беше извлечен. Ополномоштен си од твојот дедо? Да, ополномоштен. Ќе ги поделите трошоците, ваучерот, како се договорите? Па најверојатно ќе видиме. Така. На него е битно. Ја имам задача сега да извлечам да направам стотка, така ми рече. 100.000, така те прати дедо. Те истепа пред да те прати. Не. Нели детето пред да ги скрши стомните, истепа го. Еден шамар. Дојде ваму, ајде се 100.000 денари, футиш. Повеле твоето среќно поле. Ти дадам сега плочката. Еве доле, повели ти горе, сконцентрира се убаво. Виде господинот Кржевски каква лесна рака има. Ајде да видиме кој ќе освои, дали денеска ќе имаме 100.000 денари. Апчу. Овде во среќно поле. Ајде. Значи, внимавај што ти кажа дедо. Лево, така десно, да видиме како довамо. ќе испадне. Како? Ајде бе, ајде да видиме. Дедо, како кажа тоа? Ова ли ти кажа дедо? Колку? Ова ли ти кажа дедо? Добре и тоа. Добре? Добре, да. 12.000 денари за Стојан Трошански ќе ги поделат со дедо му. Еве ја река 12.000 денари вредносен ваучер. Вас не ве прашав, вие имате одлучено што ќе купите од енергетско ефикасните апарати? Све што е најсуперлатив. Нај. Се што е нај. Например, машина за садови,
доста е веќе. Може. Не, во прв ред машина за садове, и тоа да биде производството, производителот. Значи внимавајте да не ви утра некој да си покучник. Таа пошто таа вака ќе направи, кога ќе вклучите, убаво изгледа, ќе ја вклучите, по 100 денар ќе излегуваат од позади за струја. Вака ќе направи так на сметката. Не. Добро, фала ви за ова што не получивте со тие 3А. Да, 3А, а машина за перење садови ќе проверите да има 3+. 3+. Да, Стојан нешто имаш? Па, ќе видам, не сум размислувал, ама ќе видиме. Како не се размислувал? Не, жене, човек не се занимава со струја. Ете ти. Со здравје да се служите, за што и да се одлучите. А ние одиме понатака да извлечеме нови тројца редовни корисници кои што ги плаќаат своите сметки во рок. Сега ќе ги видиме на екранот, компјутерски ги извлекуваме, јас велам стоп. Ова е базата на оние кои што ги имаат подмирено сметките за овој месец. За последниот месец тоа е 261.452 учесници. Значи, од оваа цифра, од оваа база ќе извлечеме тројца. Еден од нив е оној кој што плаќа електрична енергија со траен налог. Ајде, нека се вртат бројките. Да го видиме првиот, јас ќе кажам стоп. Значи, вие, од левата страна, бројката е број на корисник. Гледајте си го бројот на корисникот, тоа ви е најбитно. Битола, улица, Довледжик, број. Извинете, јас пак не ги земав моите леки. Мислам дека е 0. Да, 0. 38863. Што еднаш може да го видам бројот? 3885365. Тоа е бројот на корисникот. Одиме со следниот. Не се кажам стоп. Сега стоп. 1002093. Бројот на корисникот. Тоа ми е најбитно. Не гледате адреса. Бројот на корисник. Го имате на вашата сметка, така пише број на корисник. Скопје Ѓорче Петров број 128. И одиме со третиот. Кој што ќе го видиме овде во Средно поле за 2 недели во 13:30 часот. Стоп. Број на корисник 83555602. Долно Лисиче, улица 1, број 57. Им посакувам многу среќа. Денеска имавме 12, освоено ваучер од 12, 30 и 12, така беше, два пати по 12. Дали ќе ги влечеме, само да ви јавете ми, дали ќе ги влечеме 5 на кои што се резервни играчи, во случај да овие тројца што ги извлековме, а не може да дојдат или не може да ги сконтактираме. Ајде да ги видиме 5 на резервни играчи на клупа, резервната клупа да ја видиме. Еве е резервната клупа. Значи, внимателно следете го бројот на корисник. Тоа ви е најбитно. А доколку не сте стигнале денеска, сте излегли на кафе, шема да фатите, сте правиле ручек, па не сте го виделе бројчето, можете овие резултати да ги видите во дневниот вестник Дневник и Коха. Дали сум право? Да, значи Дневник и Коха. Значи следете не за 2 недели во 13:30 часот на македонската телевизија. И видете дали ќе имате вие среќа како што има моите денешни играчи, тоест редовни плаќачи, корисници на електрична енергија. Штедиме струја, гаси светло, се одјавувам, се гледаме за 2 недели. Чао!